представници од државните институти, од општините, од невладините организации, од училишта, почитувани ученици, дами и господа. Мене, како ученик Осту Гостивар, ми припадна честа да ве поздравам во име на моето училиште и да ви се заблагодарам за соработката во сите активности што се спроведа во нашето училиште во рамките на овој проект. Кога зборувам денес, зборувам во името на моето училиште и на членовите на ученичките клубови кои се формираат како дел од овој проект и во кои заедно работевме на активности од наш интерес. Особено ни значи што овие активности, заедно со нашите ментори, ги реализиравме во инклузивна средина, каде меѓусебно се запознавме и секој од нас имаше можност да ги изразува своите интереси и вешти. И сакам да ве запознам со текот на активностите во нашето училиште. Кај нас се формира 3 ученички клуба, и тоа електроклуб, машински клуб и клуб за архитектура. Електроклубот под менторство на нашиот наставник Чемо Дема и машинскиот клуб под менторство на наставникот Бошко Самойловски ги издружија своите сили и способности се со цел да изработат возила на електричен погон, така наречено електромобил, во кој голем дел ќе се напојува од обновлив извор, односно сончева енергија. Членовите на општинскиот клуб ги изработија конструкциите на возилото, подвозието и управувањето, а членовите на електроклубот беа задолжени за повозките. Помењето на батериите од струјното коло и фотоволтаикот, ваквото возило со комбинирана енергија придонесува за почист воздух и намалување на загадувањето од штетни гасови. Од друга страна, членовите на клубот за архитектура од менторство на наставникот Лазар Лазаревски рачно изработија помошен канцелариски привод од еколошки материјали, и тоа картон, хартија и така. Целта им беше да покаже дека сите овие предмети може да се изработуваат од материјали кои не ја загадуваат околината. За нас беше особено значајно да се посветиме на овие теми, обврзани со намалување на загадувањето, особено со оглед на тоа колку ова е важно и горлива тема во нашето општество денес. Но она што беше уште поважно за нас беше можноста во сите 3 клуба да учествуваме и заедно да работиме. Ученици од различна национална припадност со најразлични особини, можности и способности. Работејќи на овој начин, учениците покажаа и докажаа дека различностите не се пречка, туку се богатство. Ние научивме дека е предност да работиме заедно, да се посветиме заедно на нашите интереси, да се осврнеме на работите што не зближуваат, но и да ги почитуваме различностите, заедно да се радуваме на постигнатиот резултат. Освен нашата работа во клубовите, особено сме среќи што може да споделиме дека како дел од овој проект нашето училиште стана поприставно за лица со попречености, бидејќи од училишните тоалети беше целосно адаптиран за може да биде пристапен за учениците со телесни попречености и ученици со ограничена мобилност. На крајот, сакам да упатам едно огромно благодарам до фондацијата Чекор по Чекор, до Сдруженијето Хендимак, до општина Гостивар, која овозможила оваа соработа и придонесла за нашето училиште, да стане пример за инклузивно училиште во целиот регион, во кој сите ученици се исти и имаат еднакви можности и услови. Се надеваме дека нашата соработка нема да заврши тука. Туку уште повеќе ќе се продлабочи и нашето училиште и целата општина Гостивар да стане вистински дом на сите деца и возрасти, без разлика на нивните попречености, можности и способности.